Клара Бартон била учителка, им помагала на ранетите во граѓанската војна. Додека била во посета на Европа во 1869-та, дознала за меѓународниот црвен крст, основан во Швајцарија само неколку години пред тоа. Лобирала кај председателот и Конгресот за основање на Американскиот црвен крст. Успеала во 1882 кога САД ја ратификуваа Женевската повелба и тоа помогна да се основа Црвениот крст во земјата. Ким Робинсон е куратор во Домот музеј на Клара Бартон близу Вашингтон, првото седиште на Црвениот крст. Организацијата на почетокот имала 30 волонтери. За ситуацијата денес говори представничката за односи со јавност на Црвениот крст Сузи Де Франсис. Обучуваме 10 милиони лица годишно за вештачко дишење и прва помош. Милиони даруваат крв за да спасат животи. На нас отпаѓа речиси половина од залихите на крв во земјата. Ким Робинсон смета дека Клара Бартон би била задоволна од постигнатото 130 години подоцна. Особено со сегашните невремења во САД, нејзиното наследство за пружање помош и во време на мир при природни катастрофи е еден од дефинирачките елементи на земјата. Мислам дека би била горда и задоволна што тоа трае до ден денес.